Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Зошто ни е дадена Библијата, да ја читаме, да ја имаме, да ја има на овој свет? Библијата не ни е дадена само да знаеме дека имаме религиозна книга, дека имаме Божја книга, ниту само за да знаеме што се случило во минатото. Библијата е Божи збор, Божје откровение, преку кое Бог му зборува на човекот и го учи и го поучува за нешто многу важно. Во неа дознаваме кој е Бог, кој сме ние, зошто светот е таков каков што е и како човекот може да биде спасен и како треба да живее пред својот Создател Бог. Апостол Павле пишува следново: целото писмо е од Бог вдахновено и е корисно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во Божјата праведност. 2 Тимотеј, 3 глава, 16 стих. Затоа можеме да издвоиме 5 клучни, големи причини зошто Бог ни ја даде Библијата. Оваа Библија. Библијата ни е дадена за да го познаваме и познаеме Бог. Кој е Бог? Човекот може преку создадениот свет, созданијата, да види дека постои Создател. Но тоа не е доволно. Ние ги гледаме небото, земјата, животот, звездите, месечината, сонцето, редот во природата, величината на Вселената, но само од природата не можеме целосно да дознаеме каков е Бог и има ли Бог како таков. Затоа Бог ни даде збор, Божи збор, Библија, Свето писмо. Преку Библијата како книга дознаваме дека Бог е свет Бог, праведен, милостив, љубезен, верен и вечен. Исто така дознаваме дека тој е создателот на се и дека човекот не е производ на некаква си случајност. Без Божјото откровение, без Библијата, луѓето создаваат свој представи за Бог. И затоа има многубоштво. Пример, еден ќе каже: јас мислам дека Бог е ваков. Друг: јас го замислувам поинаку, и ќе направи некој предмет. Но прашањето не е како ние го замислуваме Бог, туку како Бог самиот себе си се откри. Се откри во Библијата. Мојсеј не го измисли Бог, па напиша нешто за него. Пророците не го измислија Бог, па запишуваа и кажуваа. Апостолите не го измислија Исус. Бог се откри преку својот збор. Затоа, ако сакаме вистински да го запознаеме Бог, треба да ја познаваме Библијата, оваа Библија, составена од 66 книги. Стариот завет 39, а Новиот завет 27. Како второ, Библијата ни е дадена за да ја видиме вистинската состојба на човекот, да се осознаеме себе си. Човекот многу лесно се оправдува себе си. Често се споредува со другите и вели: јас не сум толку лош, има полоши луѓе од мене. Но Божјиот збор, Библијата, не споредува со други луѓе. Тој не поставува пред Божјата светост. Библијата е како едно огледало. Кога се гледаме во огледало, тоа не ја создава нечистотијата на нашето лице, само ни покажува дека таа е таму. Така и Божјиот збор не го создава нашиот грев, туку го открива таму каде што е. И затоа писмото вели: сите сгрешија и се отфрлени од Божјата слава. Римјаните 3 глава 23 стих. Почитувани, Библијата ни покажува дека главниот проблем на човекот не е само сиромаштијата, болеста, политиката или лошата политика или тешките околности. Најдлабокиот човечки проблем е гревот и одвоеност од Бог поради гревот. Ако човекот не ја разбере својата состојба, нема ни да разбере зошто му е потребен Спасител и Бог.
Затоа Библијата прво ја открива раната, а потоа ни го покажува и лекот. Многу важно. Трето, Библијата ни е дадена за да ни го покаже патот на спасение. Ова е сериозно. Ова е срцето на библиската порака. Библијата не ни кажува само дека сме грешници. Таа ни кажува дека Бог направи, изработи спасение. Ние самото спасение не го изработуваме. Но од што спасени? Спасение од вечен пекол, од вечна смрт, од огнено езеро. Од почетокот на писмото на Библијата, па се до Јовановото откровение се протега една голема Божја намера, Божји план, избавување на грешниот човек. Во Стариот Завет гледаме ветувања, пророштва и слики што упатуваат кон Исус. Во Новиот Завет гледаме дека ветениот Спасител доаѓа. И Павле вели, а кога се исполни времето, Бог го испрати својот син во тело, роден преку жена под законот. Исус Христос умера за гревовите и воскреснува од мртвите. Таа беше целта. Тоа е целта на целата Библија. Јован вели, овие се напишани за да верувате дека Исус Христос е Божиот син или Божиот син и верувајќи да имате живот во Неговото име. Јован, 20 глава, 31 стих. Ова е една од најголемите причини зошто ја имаме Библијата. За човекот да го најде патот кон вечниот живот преку Исус Христос. Библијата не учи дека човекот се спасува затоа што бил или е малку добар. Не учи дека можеме со своји дела и напори да го отплатиме својот грев. Таа не води кон Христос. Како патоказ што му го покажува на патникот каде треба да оди. Така, писмото, Библијата постојано ни покажува гледај кон Христос. И Библијата ни е дадена за да не учи како да живееме, да не научи како да живееме. Бог не спасува за потоа да живееме како што сакаме. Библијата е светлина за нашиот пат. Псалмистот вели, Твојот збор е светилка за мојата нога и светлина на мојата патека. Псалм 119 и 105 стих. Замислете човек што оди ноќе по непознат пат, без светилка, без фенер. Тој не знае каде има камен, јама или опасност. Таков е и човекот што сака да оди низ животот без Божиот збор, без Бог, без Исус. Библијата не учи како да се однесуваме кон семејството, кон нашите ближни, непријателот, сиромашниот, работата, зборувањето, гневот, простувањето, чистотата и љубовта. Таа не ни дава само информации, таа го преобразува нашиот начин на размислување и на живење. Кога Божиот збор живее во нас, постепено почнуваме да го гледаме животот како што Бог го гледа. Не прашуваме само дали мене ова ми одговара, туку дали ова му е угодно на Господ. Библијата ни е дадена за да ни даде вера, надеж и спремност за вечноста, подготовка за вечноста. Животот не е секогаш лесен. Доаѓаат болести, разочарувања, загуби, неправда, денови кога човекот не знае што ќе се случи понатаму. Но Божиот збор ни дава нешто што светот не може да го даде. Цврста надеж. Римјаните, 15 глава, 4 стих, Павле вели дека се што порано било напишано, тоа е напишано за наша поука. Та преку трпението и утехата од писмата да имаме надеж. Библијата не подсетува дека Бог се уште владее, кога околностите изгледаат можеби хаотични. Таа ни кажува дека смртта не е крај. Библијата кажува дека Исус повторно ќе дојде. Таа ни кажува дека има воскресение, суд и вечност, а и пекол. Затоа Библијата
не ни подготвува само како да живееме денес. Не подготвува како да живееме денес, туку како да бидеме подготвени за денот кога ќе застанеме пред Бог. И затоа, на крајот, зошто ни е дадена Библијата? Да го познаеме Бог, да ја видиме својата собствена грешност, вистинска состојба, да го запознаеме патот на спасение преку Исус, за да научиме како да живееме и за да имаме надеж и да бидеме подготвени за вечниот живот. Дали ти тоа го имаш и дали ја имаш Библијата? Затоа Библијата не треба само да стои некаде. Не е доволно само да ја имаме во домот или во мобилните. Треба да се чита, да ја слушаме, да ја разбираме и да ја веруваме и да живееме според нејзе. Зашто Божиот збор не е даден само да го информира нашиот ум, туку да го преобрази нашиот живот и да не доведе до Христос. Нека му е слава на Исус Христос за Библијата. Амин.